Кој во Република Македонија ги реализира културните политики? Невладините? Сета почит кон Сдружение на граѓани. Да, они треба да бидат финансирани. И тоа е факт. Треба да биде финансиран независниот сектор. Тој е независен. Не треба да зависи од вас. Од вас зависат институциите кои што вие ги имате основан и за чие што реализација на програмата кои што ги реализираат вашите културни политики, националната стратегија и за кои што нешто ви доставуваат извештаи, никако не треба да бидат во подред. Ова е прв пат во историјата на Република Македонија да се случи вакво нешто. До сегашното мое искуство на работа, не само во Министерството, туку и порано, како ми дава направа да заклучам дека кога му давате улога на некој, онда треба да го почитувате. Луѓето што ги имам поставено као председатели на комисии, членови на комисии се достоинствени луѓе. Оние зад себе имаат одличен бекграунд во нивното искуство. Затоа не сум потпишал од затворени очи, но сум ги почитувал нивното мислење. Затоа и ги бранам нивните предлози што ми ги имаат доставено. Обавезно дека ќе има контроли за сите проекти каде што мислиме дека истите нема да се почитуваат. Затоа постои инспекторат во Министерство и оние прават и нормални контроли, но исто така и надзорни контроли, и поготово вонредни контроли, додека ние мислиме дека нешто незаконско се користи.